Поздрав од гледачите на телевизија РС на големиот празник на македонскиот народ. Мој ваш гостин е Христијан Мицкоски, председател на ВМРО-ДПМНЕ. Господин Мицкоски, на денешниот ден, кога велиме 1000 години од Охридска архиепископија, кога велиме дека ги наследуваме културните вредности од еден милениум, мене ми западна за око еден или за уво, како сакате, една ваша изјава дека е време за промена на моралниот и етичкиот код кај политичарите. Вие велите вака: време е да престанеме со мислењата, знаењата од времето на транзицијата. Време е за други знаења и други одговорници кон општеството. Што всушност мислите околу ова ваше изјава? Најпрво благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија. За мене представува чест и задоволство што сум денеска во Штип, во посета на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Штип, да можам да зборувам со граѓаните за нивната моментална и актуелна политичка, но и економска ситуација во која што се наоѓаат, да видиме кои се оние реални проблеми кои што истите тие граѓани ги тиштат, да можеме утре тие нивни, како да кажам, сведочења да ги користиме за да креираме навигација која што понатаму ќе ни е потребна да понудиме соодветни решенија во новата програма која што оваа трета генерација политичари на ВМРО-ДПМНЕ ќе ја понуди пред граѓаните во Република Македонија, пред Штипјани, Охридјани, Струмичани, Велешани, Кумановчани, Тетовчани, Гостиварчани и ширум цела Република Македонија. Исто така за мене представува особена чест што овој интервју го давам на платото пред новата зграда на ректоратот на Штипскиот универзитет, образовен центар кој што обединува и креира голем број на кадри кои што се насушно потребни на нашата откоена Република Македонија во делот на изградбата незина, во делот на обновата незина, во делот на незиниот развој. Јас кажав многу пати во минатото, кажав и вчера, не ќе повторам, најголемиот капитал за Република Македонија се незините граѓани. Младите луѓе исто така се нераскинлива алка од тој капитал и тие како очекувам во периодот што доаѓа да допринесат во повторната обнова на нашата татковина после ова цунами кој што ќе ни го остави владата на Зоран Заев, односно владата на Социјалдемократскиот сојуз. Господин Мицкоски, повторно ќе се вратам на сличнава тема. Она што нам не ни недостасуваше досега беа програми, цели, напишени убаво, скоцкани, ставени во некоја ковер верзија и така натаму. Нешто што вие самите го рековте, недостасува висока доза на одговорност кај политичарите од сите нивоа кон општеството. Инаку не би се движеле низ транзиција веќе 20 и кусур години, туку би имале јасно поставени цели. Сметате ли дека новата генерација на политичари кои вие велите дека ќе ја предводите, ќе има повисоко ниво на одговорност кон правната држава, она што не е нужно, и впрочем и кон граѓаните, бидејќи тие треба да живеат подобро? Нема тука повисоко или пониско, има ниво на одговорност кој што мора да гарантира владење на правото, владење на институциите се разбира и независност на судството. Тоа е она кое што е неопходно на Република Македонија, да не можеме веќе да слушаме примери како предскажуваат судски пресуди, да не можеме да гледаме како членови на владата се закануваат на новинари, впрочем на тој начин ја деградираат фелата во која што припаѓате и вие. Она што сакам да кажам е дека Македонија мора да биде општество во кое што ќе постои институцијата одговорност. За секоја грешка мора секој кој што ќе направи таа грешка да сноси последици. Нема помала или поголема. Тоа е зборот одговорност и се додека во Македонија постои импровизирање, односно релативизирање на одговорноста, тогаш ќе ни се случуваат вакви предскажувања како што ние бевме сведоци во изминатите денови, кога председателот на владата така умешно ги предскаже неколку судски пресуди кои што следеа во изминатите денови во деновите наназад од оваа недела. Тоа е суштината. Оваа генерација политичари на ВМРО-ДПМНЕ креира предлог програма со која што ќе излезе пред граѓаните ќе ја гарантира целокупната оваа ситуација во која што ние сега зборуваме, ќе гарантира отчетност, ќе гарантира независност на институциите, тука пред се зборувам за судството, пред се зборувам за владење на правото и на тој начин ние ќе обезбедиме еден вид да можат граѓаните да се чувствуваат сами, односно свој на своето, односно да бидат граѓани од прв ред во сопствената држава, бидејќи во овој момент може да кажеме дека има само еден граѓанин од прв ред, а тоа е председателот на владата кој што умешно може да предскажува судски одлуки. Вие сте универзитетски професор и знаете дека навиките многу тешко се менуваат. Милувам да кажам македонски даскал, во кој што и вашите студенти покажуваат различни интереси, веќе активни граѓани се, но сепак останува голем предизвик и за вас, бидејќи вие велите дека нов тип на политичари, во кој што
ќе умеат да се знадат со нешто што се нарекува моки. Досега помалку или повеќе од едната или од другата страна, ние не успевавме како држава, како народ, тие што носеа мок да се справат со тоа. И додовме во една состојба во која што Словенски институт, знаете и вие, ваши колеги, Виенскиот институт, започнува со изјави во кои што велат дека прашање е колку е капацитетот на македонскиот народ за државност, што не е многу за пофалба за сите нас. Мислите ли вие дека овој предизвик може да го донесе новата генерација политичари кои вие ги најавувате? Македонскиот народ не само што е способен за тој предизвик, туку и го докажал многу пати во минатото. Како што сами кажав, ова трета генерација политичари на ВМРО ДПМН учеше од првата генерација, растеше со втората генерација и се разбира сега ќе го понуди оно кое што мислиме дека е неопходно за македонското општество, а ќе гарантира напредок, ќе гарантира транспарентност, ќе гарантира едно општество во кое што секој граѓанин во Република Македонија ќе има фер шанса, односно шансата која што ја заслужува. И ќе може да биде општество каде што ќе се вреднуваат вредностите на луѓето, а нема да биде општество каде што ќе царува моќта, како што вие рековте, односно моќта на политичарите. Воопшто не се чувствувам моќен човек, се чувствувам среќен човек кога сум меѓу своите луѓе, кога сум меѓу студентите, кога сум меѓу луѓето кои што веруваат во истата идеја. Тоа е сонот на мојата генерација. За жал, тој сон на мојата генерација можеби до крај не успеавме да го стосунуваме, бидејќи на оние годишни собиранки кои што ние ги правиме во чест на нашата матурска вечер, можам да кажам дека се попразна е масата, но се надевам дека ќе можам како политичар на една нова генерација политичари во Република Македонија барем да го исполнам сонот на овие генерации кои што доаѓаат после нас. А тоа е онаква Македонија како што ви ја представи. Ветувате нов програм, ветувате програмски цели, ветувате методологија на спроведување на тие цели од економска, политичка и останатите реформи во економијата, реформи во образованието, реформи во здравството, ќе понудиме проекти кои што сигурни сме дека ќе значат не само успех кај бизнес заедницата, туку ќе значат и успех кај граѓаните во Република Македонија, бидејќи бизнисмените треба да им се овозможат услови да можат да го развиваат сопствениот бизнис, да го зголемуваат и на тој начин да креираат повеќе работни места, а во тие работни места ќе може да ги понудат, односно да бидат можност за граѓаните на Република Македонија да си остварат својата месечна заработка како би можеле да се справат со животните предизвици пред кои стојат нивните семејства. Така што во суштина една сеопфатна заокружена целина многу скоро ќе понудиме, која што се темели на 3 столба. Првиот ви го кажав, владење на правото, реформи во судството и реформи, односно начин како да ја зголемиме и да ја подобриме перцепцијата на демократијата во Република Македонија. Вториот столб ќе биде економска преодолба и третиот столб ќе биде реформи во образованието. Се разбира, внатре сето тоа ќе го атомизираме и сето тоа ќе го доведеме до една фер презентација пред сите структури и сите целни групи во Република Македонија. За да го спроведете ова, знаете дека е потребна широка општествена поддршка во едно општество. Токму тоа и го правам во моментот низ Македонија, барам широка општествена поддршка, широка поддршка спрема ВМРО ДПМН, спрема овие нови политики кои што ќе понуди ВМРО ДПМН, да ги поразиме конечно еднаш као остатоците на транзиционите политичари кои што за жал сега повторно се чувствуваат комотно во кожните фотели и заборавија дека носат розови очила наместо да се симнат меѓу граѓаните во пазарите, на улиците, во селата, во градовите, во населените места, да почувствуваат, да видат каква е реалната ситуација во Република Македонија, дека не е се така розово, туку напротив е многу тешко, дека граѓаните мачат како од први до први да обезбедат и да си ги прехранат собствените семејства. Тажна е сликата во овој момент во Македонија. Македонија се урнисува, Македонија се понижува, Македонија се омаловажува на дневна основа. Тука е ВМРО ДПМН. Јас им порачувам на сите оние добронамерници кои што ќе ги сретнам и оние загрижени граѓани дека ВМРО ДПМН е тука да понуди алтернатива на сето она што се вика поразителна политика во моментот во Република Македонија и кога ќе дојде денот ќе побараме нивна масовна поддршка за да можеме трајно да ги поразиме овие остатоци од транзицијата во Република Македонија кои што никогаш не носеле, ниту ќе донесат добро на нашата откојна. Има ли храброст доволно Доблес Христијан Мицкоски да низ програмата која ќе ја понуди и партијата на чие чело е да се заврши македонските погубни мацедонички туштенде политики, реваншизам, некогаш многу често и надвор од правната логика или правниот систем, и ние постојано се наоѓаме во една подоба нивни, наши, тие, овие. Може ли оваа генерација на политичари што вие се обидувате да ја промовирате, да донесе таква една работа, да се равнеме според проектите и делата, а не според наши нива? Токму тоа се обидов и да ви го кажам.
дека ние ќе изградиме општество во кое што секој ќе добие фер шанса, односно шанса која што ја заслужува, а потоа на него е дали таа шанса ќе ја искористи и потоа ќе ја надгради. Така што нашата програма ќе се темели токму на општество во кое што шанса ќе добие секој граѓанин во Република Македонија, како што кажав понатаму до секој индивидуално ќе зависи дали ќе искористи или нема да искористи таа шанса. Сите оние кои што мене ме познаваат каков човек сум, знаат дека Христијан Мицкоски во својот речник или јас како човек не го користам зборот реваншизам, нити сум го користел, нити го користам, нити ќе го користам. Така да секој оној добронаменник кој што и мисли добро на мојата татковина е мој пријател и е рамо до рамо со мене и заедно ќе влеземе во сите оние предизвици кои што се пред нас, само да ја помогнеме на нашата татковина и на граѓаните кои што се всушност нераскинлив дел од нашата татковина. Една од дилемите е последните една година нешто и повеќе разни аналитичари, проценувачи на изјавите на политичарите велат ВМРО-ДПМН не е веќе на патот кон Европа и кон НАТО. Вие имате неколку изјави кои се образувачки за вас и за партијата која водите, која што велите нашиот пат нема алтернатива, но се разликува траекторијата. Ова граѓаните ќе бараат и малку поголемо објаснување. Токму така, како човек споделувам апсолутно европски вредности, бидејќи добар дел од своето образование го поминав и во тие центри во Западна Европа, бев стипендиста на владите на тие земји, и апсолутно можам да кажам и верувам во тоа дека за да биде Македонија онаква каква што ние ја замислувавме, за да биде онаа Македонија која што беше дел од сонот на мојата генерација, е Македонија која што ќе биде евроатлантски интегрирана. Токму тоа е она кое што ние го кажуваме, токму е тоа она за кое што ние се залагаме. За време на вчерашната дебата апсолутно кажав дека единствениот капитал со кој што располага мојата татковина се граѓаните, односно луѓето. Тие луѓе ја создадоа оваа земја, тие луѓе ја градеа оваа земја, тие луѓе ќе продолжат да ја развиваат оваа земја. Ние не можеме да се надеваме и секогаш да ги заплашуваме граѓаните дека ако сега ние не превземеме нешто, готово, ќе не нема, ќе исчезнеме и така натаму. Не, напротив, ние треба да ги мотивираме граѓаните, да им понудиме фер шанса, да можат сите тие граѓани да додадат вредност, да направат нешто за сопствената држава, да можат да ја развиваат оваа држава, а процесот паралелен ќе биде со интеграција во НАТО алијансата и отпуштување и завршување, се надевам успешно, на преговори со Европската унија. Така што тие два процеса се паралелни, не се комплементарни. Господин Мицкоски, јас ви го честитам празникот и на сите македонци и посакувам успех во работата заради вас и заради граѓаните, а од името на Ирис телевизија ви поканувам на целовечерно интервју кое што подетелно ќе разговараме за плановите кои ќе ги презентирате и методологијата како да се стигне до нив. Бидејќи овие граѓани околу 300.000 од Источна Македонија го заслужуваат тоа. Ја би рекол многу повеќе граѓани од Источна Македонија, но сепак на крајот од денот ја секогаш стојам на располагање за медиумите, секогаш со задоволство ги прифаќам поканите да учествувам и да бидам дел од тие емисии во медиумите, така што ја прифаќам и вашата покана во соодветно време, се разбира, во зависност од вашиот и мојот распоред, ќе да говориме на такво целовечерно интервју, каде што ќе бидам подготвен да одговорам на сите прашања кои што вие ќе ми ги поставите. И благодарам уште еднаш на покана. Што не гледачи, ова беше мојот разговор со претседателот на ВМРО-ДПМН, професорот Христијан Мицкоски. Ги слушнате неговите ставови на денешен ден празник. Не сакав да го прашувам за детали или за дневна политика, туку за, како што вели тој, за траекторијата и етиката на нашиот пат кон подобро општество. Обединето, но подобро и пострекно. Благодарам за вниманието.